Синдикатот започна со радикални мерки. Денеска го блокираше влезот на Скопје како мерка на предупредување до владата. Подитно да одобри линеарно покачување на платата во јавната администрација за 2806 денари и враќање на регресот за годишен одмор. Нова што денеска го правиме навистина неопходно, бидејќи знаеме денеска се најавува нова цена на струјата, ценовните шокови по продавниците се исти, енергетска криза, нафтена криза и што понатаму да зборам. Единствено упаќам апел и до централната и до локалната власт да го прифатат ова барање, кое го бараме линеарно солидарно зголемување на платите и да постапат уште веднаш, бидејќи македонскиот работник навистина не може да го издржи сето ова што го набројав како ценовни шокови, енергетски кризи, па и во поново време и нафтена. За утре најавени се нови протести и блокади, но овој пат синдикалистите повторно се враќаат пред институциите. За утре се договоривме доколку има седница на Комисијата за буџет и финансирање, тогаш ќе бидеме пред собрание на Република Македонија за да го искажеме нашето незадоволство, доколку имаме сознание може да се одложи, тогаш ние ќе бидеме пред Министерството за труд и социјална политика како надлежно за социјалниот диалог. На ниво на регион, штрајкот продолжува како и досега, со едночасовен прекин на работата. На ниво на секоја работна организација, штрајкот продолжува по истиот начин на одржување на штрајкот, односно ќе се штрајкува на работните места со излегување пред секоја институција, односно работна организација во периодот од 10 до 11 часот. И во тој час додека вработените се пред секоја од својата институција, останатите, односно 10% од нив, ќе ги извршуваат работните задачи. Од утре па натаму, штрекувачкиот одбор ќе држи секојдневни состаноци на кои ќе ги координира идните активности.